Корупцијата широко распространета, митаџи и функционери пред лицето на правдата нема. Антикорупционерите за 8 години потрошиле 2 милиони евра пари за својата работа, но со нивната работа вратиле во буџетот само 1,5 милион. Битката со корупцијата во прангите на политиката. Зошто нема лов на крупни зверки? И зошто антикорупционерите ги ставија на мета и невладините организации? Борбата со корупцијата се актуализира со враќањето на агендата за итните реформски приоритети. Вечерва во топ тема на ваша страна донесуваме детална анализа што досега сработиле антикорупционерите во сите досегашни состави, но и истражување за работата на актуелниот состав. Почнуваме веднаш. Иако првенствено со превентивна улога, антикорупционерите во изминатите 8 години успеале преку нивната работа да вратат во буџетот само 1,5 милион евра. За актуелниот европски состав, Еврокомисијата во итните реформски приоритети меѓу другото ќе запише и Европската комисија дека 2015-тата комисијата ја поминала со само неколку напишани соопштенија. И натаму забелешките се околу професионализмот. Лани малку повеќе се разработиле, но што е сработено и зошто и натаму останува оцената дека се нема или се бега од ловот на крупни зверки, вечерва дебатираме со моите гости. А тоа се доктор Игор Тантуровски, председател на актуелниот состав на Државната комисија за спречување на корупцијата. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер и благодарам за поканата. Марија Саздевски, соработник во проект на Македонскиот центар за меѓународна соработка, посветен токму на антикорупцијата и на следењето на работата на Државната комисија. Добро вечер и за вас. Миша Поповиќ, истражувач во Институтот за демократија Societas Civilis и дел од невладината платформа за следење на корупцијата и поранешниот член на комисијата Драган Малиновски. Добро вечер и добре дојдовте и за вас. Господине Тантуровски, бидејќи ова ретка прилика би почнал со вас. Меѓу другото, 2015-тата јас ги сублимирав сите забелешки од меѓународни организации, но и домашни, дека ја поминавте во само неколку соопштенија. Годинава според и отчетот даден до собранието кој допрва треба да се разгледува, 277 предмети оформени за корупција, 78 за судирни интереси, 25 иницијативи, ќе разговараме подетално подоцна што значи тоа, и 20 јавни опомени. Со ваков скор, бидејќи Прибет доаѓа од идната недела да прави ревизија на она што е сработено и план за воиднина, очекувате преодна оценка? Па секако. Јас можам да кажам дека во делот на итните реформски приоритети и она што произлезе како препораки од нив, Државната комисија за спречување на корупција ги исполни сите задачи што ја беа дадени. Освен во оној дел каде што се уште трае. Значи, тие имаат рокови. Со оние рокови каде што не се завршени, се уште се во постапка. Но оние што беа предвидени со рокови, оние рокови кои завршиле, сите се веќе реализирани и за тоа се известени надлежните органи. Што значи тоа завршени? Тие беа предвидени со рокови. Значи, во парипот, односно во делот оние препораки што се од итните реформски приоритети, владата состави еден акционен план, каде што со стриктно утврдени рокови беа сетирани задачите до кога тие треба да се завршат. Да бидеме по-конкретни, како реакција на извештајот на Прибет, Државната комисија за спречување на корупцијата формираше посебно експертско оделение за спречување на корупцијата, а вработи посебен државен секретар. Што сработија тие луѓе? Конкретно? Значи, морам да ве поправам, значи
не вработи посебно експертско оделение, него тоа оделение е за антикорупцијска проверка. Формираше се, извинувам, ако реков право. Значи, формираше оделение за антикорупцијска проверка на легислативата. И тоа е малце различно од она што го кажавте. Државниот секретар, односно ние имаме генерален секретар, немаме државен секретар, генералниот секретар беше сменет. Што сработија беше прашањето, бидејќи никој не знае, например, кои се тие експерти. Никаде не може да се најдат нивни тими. Никаде не излегле во јавноста со конкретни предлози или решенија за одредени прашања. Не за одредени прашања, значи затоа ќе ве поправам. За антикорупцијска проверка на легислативата. Антикорупцијската проверка на легислативата. Има ли документ некаде кој што може да се најде, да се прочита што сработиле тие луѓе и прво кои се тие експерти, бидејќи за јавноста се очигледно не познат? Тие се вработени во нашата институција на јавен конкурс. Од сите оние што се јавија, избрани беа најдобрите. Колку се јавили и колку се тие добро едуцирани во таа област, ќе покаже времето. Но, ние не седиме со скрстени раце, значи веќе организиравме... Тајна, јас ве прашувам кои се, например, посочете два-тројца. Значи, на оделението раководител е господја Дрита Калиси, која е правник со искуство и која има познавање од својата област, значи од правниот дел. Има еден адвокат, сите се правници, дипломирани правници, еден адвокат кој претходно работел. Така да во тој дел, во правниот дел, сите се тие добро едуцирани. Да се осигура задоволителна автономија на независните регулаторни, контролни и надзорни тела е основната препорака во итните реформски приоритети. Се сметате ли себе си лично за независен и автономен? Секако. Имајќи го предвид фактот дека сте донатор на политичка партија, во година која е под истрага на специјалното јавно обвинителство, а во исто време сте член и во случајов и председател на регулаторно тело кое што треба да ги испитува меѓу другото или може да ги испитува токму истите донации и случаи. Да. Значи јас уште првиот ден кога бевме назначени, одговорив на тоа прашање во врска со тоа кога и зашто сум бил донатор. И мислам дека е тоа широко познато во јавноста, нема зашто да се познато е, сте донирале 2012-та, а прашањето повторно е и постојано ќе ве следи, дали тоа не ја нарушува вашата независност или дали во случајов има судир на интереси, што е исто така прашање од надлежност на комисијата. Јас тврдам дека не. Ако вие имате некои други аргументи, слободно може да ги вкрстиме. Расправала комисијата за ова прашање? Не, немало потреба. Не чувствувате потреба? А каква потреба чувствувате вие во врска со тоа? Не, јас само ве прашувам. Вие сте донатор на политичка партија. Значи, предложено таа партија, а треба да го испитувате меѓу другото и работењето на истата партија. За тоа треба да дојдеме до таму, значи во нашиот разговор ќе дојдеме до таму и ќе видиме дали ова што го тврдите вие е точно или она што јас тврдам е точно. Имаме многу време за аргументи и контрааргументи на сите прашања. Саздевски се извинувам, ја следите детално работата на Државната комисија за антикорупцијска комисија е скратениот и популарен назив, низ посебен проект. Дали она што го имаме, една генерална оценка во извештајот кој што го достави комисијата и она што се ваши истражувања, комисијата може да добие преводна оценка? Преодна оценка, да. Меѓутоа, самиот извештај, годишен извештај за работата во 2016 година, не целосно ги отсликува сите активности на кои што комисијата ги имаше. Еден од примерите е дека предметот со кој што се покрена иницијатива против 21 граѓанска организација, една политичка партија, не зема свое место во тој извештај. Исто така, треба да се напомене дека во годишниот извештај се забележуваат и различен пристап во презентирање на
деталноста на одредени податоци, а исто така и може да се забележа дека се даваат повеќе квантитативни податоци отколку опис на малку подетален опис на состојбите. Еден од примерите е описот на спроведување на државната програма за спречување на корупција, каде што известување за реализација на државната програма се сведува на процент од 48% на спроведени активности, планирани активности, без да се даде осврт на кои се тие активности, кои остварување по стратешки цели и така натака. Поповиќ, платформата која што обединува повеќе невладини организации, која што беше формирана апропо итните реформски приоритети, а со фокус на и претходно а со фокус на корупцијата, има доставено до собранието барање овој извештај на антикорупцијската комисија да не биде прифатен, да биде отфрлен. Зошто? Има иницијатива да се бара дополнување на извештајот, токму поради отсуство на важни информации поврзани со остварување на надлежноста на ДКСК. Конкретно отсуството на можеби најголемиот случај на ДКСК за 2016 во извештајот, а тоа е покренатата иницијатива за истражување на поврзаноста помеѓу 21 невладина организации и политичка партија. И исто така недоволно разработената, односно јасна слика за улогата на ДКСК во спроведување на законот за укажувачи, односно нивната надзорна улога и улогата што тие треба да ја имаат за поттикнување на примената на законот од страна на институциите. Малиновски, која е вашата оценка, ги следите особено реакциите на невладиниот сектор кој што се чини ревносно мониторира се што се работи и дава препораки, меѓутоа ретко кога тие не идуваат на прием од страна на институциите. Добро, на почетокот на дебатава се отворија неколку теми или неколку аспекти кои за мене и то како се добра провокација за дебатата. Би почнал со она што претседателот на комисијата Тантуровски го кажа во своето прво обраќање, дека тие се задоволни бидејќи ги извршиле сите задачи кои им биле дадени. При тоа посочи дека им биле дадени од владата задачи. Мислам дека во таквата констатација се крие една така болна вистина за состојбата во антикорупцијска комисија скоро деценија наназад, бидејќи членовите на антикорупцијска комисија имаат став или размислување дека владата нив треба да им биде партнер во смисла на добивање на задачи и реферирање пред владата што направиле. Таквиот приод сериозно ги урнисува базичните принципи и темели на комисијата, бидејќи комисијата е според законот и според општата логика на поставеноста независно регулаторно тело. Не може владата да ја дава задачи на комисијата, која комисија треба да ја контролира владата. Мислам, тоа е нонсенс. Тоа е број 1. Антикорупцијска комисија согласно законот сама изготвува програма и си поставува задачи и ги спроведува задачите. Значи, тоа е основниот принцип во нејзината работа. Така да мислам дека е тоа не е гаф сега што беше кажано, дека туку тоа е една состојба која имаме веќе долги години наназад и која е причина за состојбите во која се наоѓа и самата комисија и антикорупцијските политики кои се спредуваат во државата, не само од антикорупцијска комисија, туку и од сите институции кои се задолжени на тој план. Господин Тантуровски, одговор прво од последново забелешката за починетост, а потоа и детално околу забелешката. Очигледно господинот Малиновски или не ме следеше тоа што го кажав, или не сака да ме следи тоа што го кажувам. Значи, јас зборев за итните реформски приоритети. Итните реформски приоритети, што беа дојдени, беа преточени во акционен план. Тоа е овој дека документ. Од кого биле дојдени?
итните реформски приоритети. Да, А рековте тоа кои треба беа да го, дојдени. значи тоа треба да го знаете, од извештајот на Прибе се извлечени сите тие. Не, кој ви ги дава тие итни вие ги самите ги дефинирате или ги добивате од некого? Тоа ми е Значи поента. врз основа на прибелешките на Прибе Да? е составен акционен план од страна на владата за сите тие забелешки кои беа дадени тамо по институции, по министерства, за да треба да се реализираат. Значи да се прати она што Европската Унија го бара од нас. Добро, Врз основа владата на вас тоа. ви ги поставуваат Значи, владата целите не ни ги постави тие. и таргетите ни ги за- даде, значи ни ги даде оние препораки што беа дојдени преку итните реформски приоритети. Значи, очигледно не сте ме разбрале тоа што го кажав. одлично. И јас тоа го имам како документ овдека. Она што го кажав и на почетокот, дека во најголем дел што се однесуваат, значи на нашата институција, на Државната комисија за спречување корупција, се завршени или се во тек на реализација. Така да немаме никаква забелешка. Кој тоа ве контролира дали е извршено или во тек? Значи во врска со Парипот доаѓаат експерти од Европската Унија кои ги контролираат сите овие задачи кои се тука дадени. Не контролира влада. Владата не контролира. Тие доаѓаат на одреден период, на 2 месеци, на 3 месеци, и ги контролираат сите овие задачи. Последната посета беше пред, мислам дека минатата недела беше. Зашто и ова го нема во извештај? Ова да го имаме во извештајот. Значи, ова е тековна работа што се работи и не е дел од извештајот што ние треба да го направиме. Вие Бидејќи давате извештај ова за не е конечно. севкупен извештај за својата ова работа. Ние го имаме спомнато во извештајот. Ако го прочитате извештајот, ќе видите дека ова е се спомнато таму. Не е во детали влезено. Ова е документ што е јавен, што не е таен, што го имаат и министерствата, и владата, и сите релевантни институции кои се засегнати од овие препораки. Јавен документ е и може да се провери. Така да нема зашто нашиот извештај да влегува во детали и да кажува што и како е направено во врска со препораките. Тоа е едно од најбитните проблеми и прашања. И не Да, наоѓа но место не е во завршено. 50, во Но не е- 51 но не е страна завршено. каде што има Не е информации завршено. дури за патување во странство и за семинари. Да, а значи нема, не е нема завршен. место во на не е за овие. завршен документот, тоа ви кажувам. Не е завршен. Тоа е процес кој трае. Ќе трае до крајов на годинава. Јас колку што сум информиран, значи во скоро време треба повторно да дојде господинот Прибе Да, ќе дојде од и понеделник. да види докаде се овие препораки што он ги дал. А што е со особено забелешките од страна на Саздевски дека извештајот е нецелосен уште и еден дел, и уште еден дел забелешките само на да му Попов? кажам на господинот Малиновски дека програмата која е работена на Државната комисија за спречување корупција е работена заеднички со 30 на институции, државни и граѓански организации. Еве, може да потврди господјата Марија Саздевски, која присуствуваше на сите оние дебати каде што беше дискутирана државната програма за борбата против корупција. Тоа не е Во спорно, врска- господине Тодуровски, само да ве прекинам. Тоа не е спорно. Спорно е она што вие го излекувате како главна активност, а го немате во извештај. Значи, ова што говорите вие, добиени задачи од Прибе, некој поставил и така натака, па вие сте ги исполниле, велите овде, дека тоа никаде не го читаме. Во извештајот, знаете што читаме? Дека сте дале предлог за разрешување на директор во Крушево, на основно училиште во Крушево, во Чегране во училиште и така натака, мислам, извинете, меѓутоа, за извештај за годишна работа на Државна комисија за спречување корупција, да се наведат 4 случаи за маргинални некои ситуации, за основни училишта во Чегране и Крушево и така натака, мислам дека имаме сериозен проблем во приодот или во несработеното. Очигледно, значи, јас малце сум затечен од ова што го кажувате, значи, вие како поранешен член на Државната комисија за спречување на корупцијата, многу добро треба да ги познавате надлежностите на Државната комисија. Ајде да говориме за И надлежностите. во врска со тоа, ова што го кажувате, дека ова било маргинално,
Вие со ова се гордеете што сте го направиле? Значи, јас се гордам со целата работа што сме изработиле ние во изминатата година. Говорим И за во ова што претходната. напишано овде. Тоа е вашето сработено, со тоа може да се пофалите. Значи, јас секако можам да се пофалам со тоа што е сработено. Вие кажете ми, ако веќе имате некој контрааргумент, што е тоа што не е сработено? Господине Тантуровски, не е сработено сето она што ви се случуваше пред очи сите овие години. Дајте, Тоа се кажете. случаи на масовни корупции, на масовни злоупотреби, на кои вие одмолчавте и не реагиравте како комисија. Сигурен сте во тоа? Па сега, ако треба да го напишеме и екзактно, да го нацртаме, ќе го Господине напишеме. Малиновски, вие добро знаете, Каде јас ви се- затоа ви кажав. Отворењето на предмети под допрен глас, Да? прочитани од институции, со пријави, сите тие работи. Знаете како се работат предметите во Државната комисија за спречување корупција? Мислам дека тоа многу добро го знаете. Сега не Од знам таа како се причина. работи. Од таа причина. Значи, ние не можеме да излеземе во јавност и да кажеме денеска отворивме предмет за тој и тој, денеска отворивме предмет за тој и тој. Како кажувате за Зашто? овој од Чегране и за овој од Крушева дека Дозволете, не ми е значи, јасно? значи дозволете, значи таму дојдено е до иницијатива. И вие знаете зашто и како се доаѓа до иницијатива. Добро, да бидам поконкретен и да бидеме поконкретни, да не се сведе само на лични препитки. Значи, Зошто толку не едновитост? успев да одговорам. Покренати велите 25 иницијативи и 20 јавни опомени. Значи, Кога грешен се го ви е прашање податокот. јавните, ги собрав купно, 12 се за 13 се за случај на корупција, 12 се за Не. судир на интереси. Еве ги пишува во Не, извештај. значи 25 вкупно. 13 се вкупно. 13 се вкупно. Зошто ги нема имињата и кои се луѓето? Бидејќи Значи- во продолжение вели за случај кога јавни службеници се ја злоупотребиле функцијата за лична корист и така натаму, да не ги цитираме сега натаму. Име и презиме нема никој, освен за случаите кои што се навистина банални за неколку директори на основни училишта и еден директор на Значи- јавно предпријатие. Имиња и презимиња во извештајот нема за никој. Зошто? Така. Значи, затоа што се наведува институцијата. Тие постапки понатака одат на разрешување кај судските органи. Додека тоа не добие судска завршница, ние, значи, како комисија, немаме надлежност некого да го прогласиме за виновен, а утре судот да го ослободи него. Еве, господинот Малиновски адвокат и тоа Тука може има многу добро да забелешки го... и Поповиќ и Саздески, бидејќи јавното обвинителство на конференцијата на која што беше промовиран и мониторинг извештајот на МЦМС излезе со сосема спротивни податоци од она што го говорите вие. Ајде Поповиќ па Саздески. Не ми дадовте одговор да дадам на... Ќе почекам, ќе почекам. Ајде, повелете тоа што прво. Добро. 21 граѓанска организација спомнавте, значи за предметот го спомнавте и вие исто така. Значи исто и тој е влезен во извештајот, но е влезен во збирните бројки. Не е цитиран. Зошто? Затоа што во тој случај требало да се цитираат сите предмети. Ако ние ги цитираме сите предмети кои се во постапка, нашиот извештај ќе биде 1000 страни и никој нема да го сака да го прочита. Јас ќе сакам да го прочитам. Добро, може би вие, но јавноста нема да сака да го прочита. Јавно се сака да знаат против кого и зошто. Ви кажавме зашто не можеме да кажеме против кого, додека тоа не добие судска разрешница и завршница. Но еве, Марија, вие откривте дека има несогласување во податоците, дека иницијативи до обвинителството нема, така? Не дека нема иницијативи до обвинителство, туку постои различен Различна пристап статистика. во различни статистики на јавното обвинителство и на тоа што податоци кои што нас не ги достави Државната комисија за спречување на корупција во рамките на нашето следење, во рамките на проектот, односно представник на јавно обвинителство од одделот за организиран криминал и корупција на конференција изјави дека во 2016 година немаше поведена не беше отворен ни еден предмет на иницијатива на ДКСК. Нели нас и ние запрашавме на што се должи разлика во бројките. Толкувањето беше дека
тие предмети биле поведени во другиот одел на јавното обвинителство. Мислам, не треба да се дискутира за ова воопшто. Сите ние... Ова е многу суштинско прашање, го поклена и Поповиќ. Зошто го нема во извештајот и зошто го криевте податокот дека вие стоите зад иницијативата за преиспитување на парите кои што поминале низ дел од невладините организации? Тој податок беше откриен токму и благодарение на ова истражување на МЦМС, во извештајот го нема. Значи, податоците ги има, не сте го прочитале добро. Податоците ги има за ова што е поднесено до јавното обвинителство. Дека има број на случаи кои се поднесени до јавното обвинителство. Во извештајот тоа стои. Ова што е дадено како податок во рамки на проектот, еве, господја Марија знае, соработуваме многу често, некогаш и на дневна основа, сите овие податоци, и затоа и ние прифативме да учествуваме во овој проект, значи да се заврши со измислени информации кои излегуваат во јавност. Да дадеме релевантни податоци, она што е точно сработено и она што е точно произлезено од работата на Државната комисија. Пред да му дадам збор на Поповиќ. Кој беше мотивот да се прави контрола во невладините организации? Сега ќе ви го прочитам од збор до збор. Еве, зашто и како е поднесено. Ова е ексклузивна можност, бидејќи до сега беше речиси државна тајна. Ова е објавено на нашата веб страна. Вие можете да го прочитате. Значи на нашата веб страна е објавено. Еве, ова е извадок од таму. Отворете ја нашата веб страница, новата, и ова исто таму ќе го прочитате. А сега еве и јас ќе ви го прочитам. Од наводите оформени се предмети, иницирани врз основа на објавени информации и фотографии на интернет порталите на Република Македонија, кои укажуваат за сомнение на сторени незаконити дејства на поединци, здруженија на граѓани и една политичка партија во периодот од денот на донесување одлука за распишување избори до завршување на изборите за пратеници во собранието и изборот на влада. Наводите, изнесени на интернет порталите и телевизиите, се однесуваат на сомневања за финансирање на здруженија на граѓани, за тоа дека граѓански активисти од повеќе здруженија на граѓани се представуваат како независни граѓани и одработуваат и ги застапуваат стаповите на една политичка партија пред почетокот на изборната кампања, за што примаат надоместоци во пари, што се потврдува со одредени фотографии и други одредени докази. По однос на тоа, како сторители на незаконско постапување се посочени членовите на посочените ставови. А ставовите што ги презентираат се совпаѓаат со оние на само една политичка партија, така што всушност ја водат и ја презентираат кампањата. И ова сега ме личи, ве молам да не го читаме цело соопштение. Не, мораме да го прочитаме, мораме да го прочитаме. Време да го прочитаме, меѓутоа многу алудира на ставови и на ставови од политичката партија кај која што сте донирале вие. Само една работа ќе ви кажам. Се преземени од порталите кои што ги... Привремената комисија за следење на медиумското представување, поврзано со спотови емитувани на телевизиите Телма и ТВ24, значи и вашата куќа, станува збор за спотови, имено дека спотот изработен за потребите на компањата, ние одлучуваме, е идентичен со спотовите и говорите на таа политичка партија. Затоа одлучува Агенција за аудиовизуелни комуникации. Имало многу добри наводи. Јас ќе ви прочитам следново. Барање за достава на потребни документи. Да ги доставите потребните документи кои можат да послужат во предистражна постапка. Целокупната документација поврзана со приливот од УСАИД кон правниот субјект, како и приливот по основ на извршени исплати за период од 28.12.2011 година до денот на проверката. Јавен обвинител Спасенка Андонова, јавно обвинителство за организиран криминал и корупција. Вие таргетирате одредени фондови и сега го читате соопштението, меѓутоа ја заборавате изјавата на која сега за кратко ќе ве подсетиме, дека дадена неодамна, дека сте барале
финансирање на тероризам. Сега што е вистината? Не. Ова соопштение на јавното обвинителство врз вашето барање е врз основа на вашата иницијатива следува барањето. Еве го барањето, можеме сите да го видиме. Барањето на јавниот обвинител, таргетирање на одредени барањето на јавниот обвинител јас не можам да го коментирам. Но тоа е врз основа на вашата иницијатива, која што сега нашата иницијатива е тоа што јас ви го прочитав. Врз основа на тоа, какви истражувања ќе врши јавниот обвинител и спрема кого, јас тоа не можам да го тврдам. Тоа што го тврдевте на конференцијата, дека истражувате финансирање на тероризам или ова што сега го читате соопштението? Христов, значи вие импутирате сега нешто. Не, ќе го пуштиме одговорот за крат. Не, и да го пуштиме да видите што сум кажал, а јас кажав пример. Бидејќи беше од нас барано и прашувано зашто сме барале да се контролираат граѓанските организации. Јас кажав дека од она што можело да биде утврдено, има граѓански организации кои 20 години воопшто не било контролирано нивното работење. И за други работи. Ми беше посочено од една висока личност дека никој не треба да го контролира работењето на финансиското работење на граѓанските институции, освен донаторите. Јас на тоа дадов коментар. Што ако е финансирано од терористичка организација? Тоа беше прашањето. Господине Тантуровски, вие како ДКСК сте примиле пари од Бирото за спречување на корупција на Полска. Последниот голем проект кој што чинеше неколку милиони евра е од германската служба за администрација во делот за спречување на корупција и така натаму. И сега вие иницирате контрола на странските на влезот на странски пари во невладени организации со образложение дека тоа е тероризам. Не реков ја дека тоа е тероризам. Ја реков дека може да постојат и такви работи. Поповиќ, повелете. Па да, случајот, особено ако се гледа и по препораките на Приве, случајот со невладините е важен случај кој што треба да биде издвоен. Јас можам да кажам дека информациите што доаѓаат од невладините кои што беа предмет на проверка, беше дека некои од тие институции ја пречекориле својата надлежност. Треба да бидете свесни за таквата евентуалија, заради тоа што тоа е, да кажам, има индици за злонамерно истражување од страна на тие институции. Меѓутоа, дури да не го коментираме тоа како тенденциозен случај, да го коментираме дека има забелешки години наназад за несоодветно финансирање на кампањи и вие како ДКСК сте иницирале таков случај. Тоа е важен случај, споменат и во Прибе како проблем, и вие не го ставате во извештајот. Истовремено ви се случуваат и за други партии сериозни забелешки и од страна на странски и домашни наблюдувачи. И Државниот завод за ревизија дава забелешки за финансирањето на политичките партии. И вие истовремено одлучувате само овој случај да го таргетирате и не покажувате трек рекорд на сериозна борба против корупција во смисла на тоа дека ние не се наоѓаме во држава во која што митото е проблем. Ние се наоѓаме во држава каде што системот не функционира. Значи системот на институции кои што се заробени од политички елити, кои што работат тенденциозно, кои што всушност креираат еден систем на владење во кој што вие како граѓанин имате пристап до услуги во зависност од тоа кој сте, а не само заради тоа што сте граѓанин на Република Македонија. И сега се случува да како ДКСК сте соочени со најнизок рейтинг, најниска доверба од страна на граѓаните. Од прилика ви веруваат колку политичките партии, дури и помалце. И вие наместо да го вратите, да ја вратите до вербата, она што невладиниот сектор, она што Европската комисија го вели, дека на Македонија и се потребни случаи од висок профил. Што се случува кога на тацна се ставени случаи од висок профил, почнувајќи од февруари 2015, ДКСК се иззема и беше во 2015 како да не постоеше како коментатор општествен за во најмала рака како коментатор општествен за
високата корупција обелоденета во прислушуваните разговори. Значи таму имате пример за местење на тендери, пример за местење на избори, пример за злоупотреба на службена должност. Се тоа случаи од висок ранг. Случаи кои што всушност креираат една состојба кај граѓаните да тие не им веруваат на институциите. И знаете што покажуваат анкетните резултати кога граѓаните не им веруваат на институциите? Еве најнова анкета, првични резултати, се уште не сме сигурни, 30% е шансата колку помалци им верувате на институциите да барате работата да ве завршат во некоја политичка партија. И така почнува да се креира тој магепсан круг во кој што политичка партија ги зазема сите полуги на власта. И каде е во тој систем ДКСК? Еве да ви одговорам веднаш. Или бидете краток или зачувајте. Ја мислам бидејќи имаме законски обврски за реклами, мора да одиме на реклами, па се враќаме со одговорите и многу детални прашања околу тоа што се недостасува во битката со корупцијата низ конкретни примери. Останете со нас. Добре дојдовте назад во студиото. Игор Тантуровски, Марија Саздевски, Миша Поповски и Поповиќ и Драган Малиновски се мои вечерешни гости на тема со општ работен наслов зошто нема крупни риби во битката со корупцијата. Господине Тантуровски, должите реплика на мноштвото забелешки кои што ги укажа Поповиќ, а се однесуваат токму на оваа дилема. Каде се крупните риби? Ги нема ни во извештаите, ни во работата на значи, и сакав да му одговорам на господинот Поповиќ. Можам да ве уверам дека во ДКСК се водат предмети и за министри, и за претеници, и за премиери. И бивши и сегашни. Предметите кои се обработуваат се во работна фаза. Хендикепот на нашата институција е законскиот основ. ДКСК како институција и она што ги има како надлежност во законите може да врши само административна истрага. Не може да врши оперативна истрага. Затоа ние соработуваме со обвинителството кое има онаа репресивна моќ која може да работи на тој дел. Вие сигурно сте свесна е сигурно и јавноста. Што значи тоа административна истрага? Значи ние по некоја индиција се обраќаме до одредена институција да ни достави или да ни обезбеди некаков податок. И се тоа оди со пишани документи, доставување до институциите. Прво, најголемиот проблем е што тоа многу долго трае. За жал. Еве, ДКСК сега прави некои други напори, целата таа процедура да се многу да се забрза, но тоа во некоја друга прилика ќе ви го кажам. Кои се тие министри? Јас пак морам да ве прашам зошто е тоа толку... Не можам да ви кажам бидејќи тоа толку тања или кои се случаи. Значи од причина што мора да се има во предвид презумцијата на невиност. Ние не знаеме од она што ќе го прибереме како доказен материјал. Дали обвинителството прво ќе го прифати предметот за работа? Прво тоа не знае. Што ако осудиме некого? Еве, господин Боби Христов направил некаков криминал и ние без да речеме никаков доказ или со два пишани листа поднесеме пријава до јавното обвинителство. Јавното обвинителство тоа веднаш ќе го одби. Нашата работа е да обезбедиме што е можно подобри податоци, за да не дојде до тоа. Меѓутоа, проблемот е што не успевате. Што се случува? Значи, вие велите водите истрага по сегашни и поранешни министри, а од другата страна имаме заробена држава. И како тоа, ако некој е под истрага, вие или после тоа го префрлате во јавното обвинителство, ако некој бил под истрага сиве овие години, не можел да ги расшири така рацете за да ја зароби државата? Јас не можам да одам понатаму од она каде што ние работиме. Можете, се извинам, дека во оној дел и во ограничувањата кои ние ги имаме во врска со работата,
Да, меѓутоа Само јас во тој дел работи. ова го слушам од ДКСК веќе со години, а тоа е дека вие не можете понатаму, а истовремено јавното обвинителство, кое исто така како и ДКСК е заробено, исто како што суството е И тоа не заробено, може понатаму. и никој, само една кратка поента, и вие како ДКСК не се буните. Значи не искачате да најдете партнер во јавноста, партнер во невладиниот сектор, да го ослободиме јавното обвинителство или да го ослободиме суството, да го притиснеме. Не можеме да најдеме партнер во граѓанските организации, затоа што тие не се делот од ова каде што може да се работи на истрага. Значи, тука со граѓански организации не може да се Само работи. уште мала поинта, извине. Може би граѓанското општество не може да води истрага, ама точно се знае, научно докажано, дека контролата, успехот во борбата против корупција, компаративно гледано низ земите, зависи од невладиниот сектор и од независноста на медиумите. Политичка волја, институционална застапеност се секундарни и помалку важни фактори. И наместо ДКСК да го употреби потенцијалот на граѓанското општество и на независни медиуми, вие уствари седите така некако. Ја генерално се слагам со вас. Сазевска па Малиновски па ќе одговорите на сите. Ја на кратко сакав само да додам дека токму околу начинот на презентирање на податоци, околу така наречена презумпција на невиност која што се користи често како причина за необјавување на податоци за називи на институции и така натака, има конкретниот пример во самиот извештај где во еден од предметите, а во врска со користење на државни средства за партиски цели, се кажува едно јавно предпријатие и една општина. Не се кажува ни назив на јавно предпријатие, ниту назив на општината, додека пак во другиот предмет имаме предмет кој што е поврзан со сомнежи за вршење влијание врз вработените во центрите за социјална работа и граѓаните да гласат за одредена политичка партија, а како лице кое што е злоупотребило службена положба е наведен технички министар на Министерство за труд и социјална политика. Различен пристап во нивото на Зошто ваква селективност е дури во или директор извештајот? на основно училиште, тоа и тоа. Нема никаква селективност. Значи, селективност воопшто не постои. Има тенденција тука очигледна, бидејќи принципот за презумпција е прекршен. Технички министер во Министерство за труд и социјална политика е Фросина Ременски. Значи, се во ова што го зборувавте претходно ви паѓа во вода. Бидејќи сте ја посочиле личноста, а за овие други 12 иницијативи за разрешување од извршување на јавни овластувања и должности на лица кои постапиле спротивно на законските прописи, односно ги прекршиле границите на своите овластувања и заради лична корист, нив ги штитите. Зошто? Не е точно. Значи, никој не е заштитен во врска со нашата работа. Господја Саздевски ви посочи конкретен пример. Добро. Значи, И исто од официјален документ. во официјалниот документ, дали пишува дека, го спомнавте, училиште во Крушево. Така? Ама ви посочија пример за Се директор, слагам. за двоен аршин на вашата институција. Говорете зошто двоен аршин. Нема двоен аршин, тоа сакам да ви објаснам. Сакам да ви објаснам, не Како нема? дозволувате. На едно место еве ви посочувате лице, кажувам. на друго зборувате. Значи, не спомнуваме во лице облаци. никаде. Директор на училиште во Крушево. И технички Значи, министар за надворешни за труд и социјала. Значи, колку Како да имало во училишта Македонија има 50 во технички Крушево? министри. Има 100 училишта и не се знае Чегране таму. колку има? А тоа сакам да ви кажам. Значи, нема селективност. Ама овдека имате непознато јавно предпријатие во една општина. Господин Татуровски, ако ми дозволите, колку време сте во антикорупцијска комисија? Од кога сте избрани? 2 години и нешто повеќе. Може ми кажете во овој период додека сте таму, колку иницијативи за казнено гонење? Говорам иницијатива за казнено гонење, она што значи, што го препознава Законот за спречување корупцијата. Имате поднесено. Во овие 2 години. Да? Значи, јас сум председател 1 година и пред мене беше колегата 1 година, јас сега го терам вториот мандат. Значи, минатата за 2015, кој што го немавме ние, нели, целиот мандат, имаше поднесено 2 иницијативи. Во оваа година се поднесени 13 иницијативи. За казнено гонење говорам. Дозволете да се докажам. Да.
Значи, минатата година тие двете беа за казнено гонење, годинава имаме една за казнено гонење и другите се за разрешување поради Говорам за казнено гонење. Значи, предходната година две, сега имате една. Иако не ја наоѓаме во извештајот таа една што сте ја поднеле, али ајде да ви верувам. И да се довршам само. Да. Мислам дека беа уште 4 кои се поднесени до јавното обвинителство како предмети за кои се уште немаме информација дали се прифатени понатака за работа. Кога говориме за иницијатива за казнено гонење, во која форма, на кој ниво на истраженост вие ја подготвувате таа иницијатива? Дали е тоа како што велите, ние имавме нешто ни доставија, па го препративме во обвинителството? Ова прашање ви го поставам од причина што законот е јасен. Се поднесува иницијатива за казнено гонење. Таа иницијатива треба да биде на ниво на кривична пријава. Значи со доволно елементи, со доволно, па дури и повеќе од кривична пријава. Затоа што никој не ве спречува вас како комисија да спроведете одредени действија, вклучително и да повикате определени лица, да ги распрашате, да утврдите факти. Тоа добро знаете, законот го дозволува. Не знам колку го практикувате и колку сте подготвени да го практикувате. Тоа е едно прашање, уште едно, па ќе ми одговорите за двете. Кога говориме за корупција и злоупотреба пред се на јавни средства, на кој начин тоа се спроведува? Ќе се сложиме дека тоа се јавните набавки кои се главниот простор преку кои се врши злоупотребата? Ќе се сложиме. Кога говориме Генерално, за... да. Па сега, најголем, освен јавните набавки, кои се другите начини? Во вашиот извештај нема ниту еден збор за извештаите на Државниот завод за ревизија. Ви значат вас нешто тие извештаи на Државниот завод за ревизија, кој длабински влегува во институциите, ги проверува јавните набавки, трошењата, искажува сомневања и така натака? Овде нема ниту еден збор. Немате ниту еден предмет оформен за јавни набавки. Ако говориме за јавни набавки, тие веќе влегуваат во категорија на средна и висока корупција. Ова со Крушево и Чегране, само го кажуваме за да илустрираме нешто. Ќе се сложиме дека од средна и од висока корупција немате буквално ниту еден случај, барем вие додека сте во комисијата. Еве сега ќе ви одговорам и на вашето. И уште една трета работа, кога сме веќе кај презумпцијата на невиност, само да ве потсетам, истата таа антикорупцијска комисија, која за цело време ги штити ликовите со презумпција на невиност, говориме од актуелните, во 2013 година, во очи на изборниот молк за локалните избори, направи пресконференција за да каже дека против градоначалникот на општина Центар поднесуваат кривична пријава за одредена ситуација, за имотната состојба или така натака. Ќе се сложиме дека веќе разговараме за различни аршини. Сега сме 2017, нема ниту збор комисијата да каже како завршил тој случај или дали воопшто бил поднесен или дали обвинителството воопшто оформило случај. Ќе ви одговорам. Значи да почнеме од почеток. Ајде. Значи во оној дел каде што кажувате дека треба да се оформи предмет во рамки да биде дури како кривично дело. Кривична пријава. Кривична пријава, да. Прво, ние тие материјали можеме да ги прибереме само од институциите. Дали институциите ќе достават до нас такви податоци, иако по закон се обврзани? И што правите вие ако не ви достават? Значи немаме механизам. Не, што правите? Барате од Државниот завод за ревизија, од финансиска полиција, ургенција една, друга, трета. И повторно немаме одговор. Не зборам сега за Државниот завод за ревизија. Зборам за други институции. Ве игнорираат. И што правите? И немаме механизам што понатаму да направиме. Имате јавност? Еве сега да ви кажам друго. Во врска со повикувањето. Имате и управен суд. Дозволете. Значи, по член 52, мислам дека беше од Законот за спречување корупција, дека може лицето да го повикаме кај нас и да го распраша. Ја мислам 100% случаи, еве да откако постои комисијата, не можам да тврдам дека откако постои комисијата, него откако е овој состав,
лицата што биле повикани, никој не се озвал. И немаме механизам тоа да го направиме како што треба. Или да казниме, или да го натераме некого да дојде во комисијата. А уште помалце, да го натераме да каже. Имавме еден случај каде што едно лице незадоволен побара он да дојде да го распрашаме, дојде, го распрашавме, го примивме и целата таа работа процедурално беше завршена. Од Државниот завод за ревизија, како што знаете, и Бирото за јавни набавки, и Државниот завод за ревизија, штом во своето работење ќе приметат дека има незаконско делување, се должни да не известат или нас, или јавното обвинителство. Ворете, меѓутоа не може да... добиле... Прашањето ми е до сите. Како може да остане тоа не можеме. Еве, 12 иницијативи за поведување на постапка за разрешување од извршување на јавни овластувања и должности. Вие имате сознание дека Боби Христов како носител на јавни овластувања ги злоупотребил, поведувате истрага за мое разрешување, мене не ме разрешуваат. Ние никаде немаме податок дали овие 12 лица во вашиот извештај се разрешени. И вие велите, ние сме немотни, јас ќе си продолжам да си ја вршам функцијата и да ја злоупотребувам. Еве, градоначалници кои што ги назначиле, да речем некои од директорите, ни одговараат и од повисоки институции, ни одговараат, ние сметаме дека не е така. Па имате обвинителство. Поднесете пријава до обвинителство. Зашто? За непостапување по ваши Значи нема таква можност. Тоа ви кажувам, значи нашиот закон е доста ограничен. Ние во постапка сме и бараме големи измени во нашиот закон. И го работиме тоа. Каде ги барате? Никој? Не, значи ние во самата институција правиме значи нови измени кои ќе ги доставиме до собранието за да може да работиме повеќе како што треба. И од она што се очекува од нас. Затоа што перцепцијата која се создава во јавноста дека ние сме и суд, и полиција, и обвинителство, и затвор. Не, перцепцијата е дека ништо не работи. Ниту едно од тие што ги набројавте не ве перцепира јавноста. За жал. Господине Тантуровски, ако вие имате проблем со одреден министер, се обраќате, дајте ми информација, или до УЈП, или до финансиска полиција, не ви дава информација, ќе му пратите уште една ургенција, и ако ви игнорира или ви кажува не ви дава, имате можност да информирате јавноста, закажувате пресконференции, велите Министерството тоа и тоа, на наши сомневања за сторени злоупотреби, не игнорира, не ни дава податоци. Што ве спречува тоа да го направите така? Вие живеете во една комоција таму. Во комоција? Далеко сме ние од комоција. Па не знам сега ако... Далеко сме ние од комоција. Вие го почнете вашето излагање дека сте ги исполниле сите задачи кои биле доверени. Точно. И задоволни сте. Точно. Ама не знам затоа кажам, значи вашата перцепција. Ама не мојата перцепција. Перцепцијата на Прибе, перцепцијата на Европската комисија. Перцепцијата на Прибе завршена. Еве ви ги четвртиот перцепцијата на Прибе вели за корупцијата треба специјален извештај. Круг на евалуација на Греко. Знаете ли, вие добро знаете што е Греко. Четвртиот круг на евалуација. Само нашата институција ги имаш исполнето препораките што беа до нас доставени. Во целост. Другите има делумно или не. Поповеќе. И сега вие сте ги исполниле задачите, а податоци од истражување велат ова. Во 2001 39% од граѓаните подложни на корупција. Во 2001? Во 2001. Во 2002 39%. Во 2014 45%. Во 2016 47%. Значи тоа за што сте вие, ако не сте обвинителство, ако не сте суд, вие треба да имате нели превентивна улога. Така. Ова се зголемува бројот на луѓе кои што се подложни на корупција. Се зголемува бројот на луѓе што толерираат различни форми на корупција, не можат да ги препознаат кога им се случуваат, кога се тие во улога
дали на жртва или на некој што ја практикува Еве, како поттек за дебатата имаме и конкретна анализа на она што е сработено досега од антикорупционерите. Анализа темелена на истражувањата на МЦМС на Александар Манасиев. Лов на крупни или бркање ситни риби? Дали Државната комисија за спречување корупција се занимава со висока корупција или со минорни случаи кои не се од јавен интерес? Во превод, прашањето е дали комисијата денес работи малку, но сосема доволно колку да го оправда своето постоење. Истражувањата на Македонскиот центар за меѓународна соработка за следење на работата на Државната комисија покажува низа сериозни слабости во функционирањето на оваа институција. Клучната забелешка е дека високата корупција воопшто не е на агендата на оваа институција. Од постоењето на дирекцијата досега, случајот Бачило е еден од ретките примери на ефикасно постапување, каде епилогот бил судска разврска. Според МЦМС, случајот имал и сериозни политички импликации за тогашната влада на СДСМ, предводена од Владо Бучковски, која неколку месеци подоцна ги изгуби изборите. Првиот состав на антикорупцијска ги отвори случаите Окта, Фершпет, Порцеланка, продажба на македонски телекомуникации, ЗИК Куманово, Славија. Според МЦМС, во 2014 и 2015 оваа институција не постапувала по ниједна значајна корупцијска и криминална афера. Комисијата тие години работела главно предмети за суди на интереси, опоменувајќи десетици функционери дека не може да вршат по две функции истовремено. Еден од нив беше министерот без ресор Веле Самак, чија сопруга работеше во странска компанија која добивала финансиска помош од државата. Случајот беше решен откако министерот ги известил дека работиот ангажман на неговата сопруга завршил и договорот нема да им биде продолжен. И додека антикорупцијска се занимаваше со овакви случаи, од друга страна воопшто не отвори постапка за други, каде јавниот интерес беше далеку поголем. Таков е случајот со проектот Скопје 2014, за кој низ за истражување открија сериозни сомнежи за висока корупција. По доаѓањето на Жерновски за градоначалник на Центар беше направена ревизија на проектот Скопје 2014, а резултатите стигнаа на адресата на јавното обвинителство и Државната комисија за спречување на корупција. Не се знае дали овој предмет останал во нечија фиока, но факт е дека антикорупцијска воопшто не покрена истрага. Формална истрага во комисијата не беше отворена ниту за аферата прислушкување, иако СЈО досега од прислушкуваните предмети откри низа сериозни корупцијски случаи во кои се мешани високи функционери. Но и граѓаните се помалку им веруваат на комисијата. До 2010 до оваа институција пристигнувале од 450 до 1000 пријави од граѓани, а сега тие добиваат едва и по 200, од кои побројни се представки поднесени околу изборите. Иако скромно работат, сепак од Државната комисија воопшто не се скромни во годишните извештаи. Па така на 50 страници надолго и на широко објаснуваат како се бореле со корупцијата во земјава. Но ако за некои активности има опширно објаснување, во извештајот за работата за 2016-та, кој следната недела се разгледува во Собранието, нема ниту една информација за истрагата што беше поведена околу финансирањето на низа невладини организации и фондации. Еден амбасадор на голема институција што беше дојден кај нас, дури се интересираше зашто сме покренале контрола на работењето на граѓанските организации. Контрола може да врши само донаторот во нивната земја. Јас велам на тоа, а што ако донаторот е од терористички организации? Истрага беше поведена за 21 невладини организации и фондации, пошто предмети се отворени во УЈП, јавното обвинителство и управата за финансиско разузнавање. Според експертите, антикорупцијска воопшто не треба да ги следи парите од странски донации, а да замижува за злоупотреби на државни пари. За тоа колку постапувањето, односно непостапувањето на антикорупцијска го чини македонскиот народ, најдобра илустрација има во извештајот на МЦМС за периодот од октомври до декември лани. Во овој период именувани за 193 лица на 199 функции. Законски тие требало да бидат објавени во регистарот за избрани именувани лица и истовремено да достават анкетен лист. Двете обврски не ги исполниле 133 лица, 28 лица не исполниле само една од обврските, а за 32 лица не се објавени потребните информации ниту во регистрот, ниту во базата за имотната состојба. За овој случај антикорупцијска не повела иницијатива пред судовите за да се изрече глоба на институцијата или одговорното лице на таа институција. Ако антикорупцијска го сторела ова, можела да наплати казни во висина од 125.000 евра, за која сума можеле да се купат дури 9.000 столчиња во училиштата во земјава.
Буџетот растел, ефикасноста се намалувала. Парадоксално, но Државната комисија за спречување на корупција работела поефикасно кога имала 3 пати помал буџет од сегашниот. Податоците покажуваат дека најскромен буџет оваа институција имала во 2006-та 160.000 евра, наредната година пораснал на 280.000 евра, за годинава да достигне 560.000 евра. Интересни се податоците за тоа колку била ефикасна оваа институција, односно колку со својата работа успеала да се избори против корупцијата. Ефектот не се мери само по бројот на постапки кои ги отворила, туку и со тоа колку пари успеала да врати во државната каса. Најефикасна била во 2007-та, кога успеала да врати околу 1 милион евра ненаплатен ДДВ во буџетот. Тогаш е поведена постапка против раководители во УЈП, кои возможиле да биде наплатен помал данок од една позната скопска банка. Во наредните години придонесот на оваа институција е скромен, од 20.000 до 150.000 евра вратени пари во државната каса. Најлоша е состојбата во 2010 и 2015, кога успеале да вратат само 3.500, односно 7.000 евра. Постојано се намалува и бројот на проверки на анкетните листови. Во 2011-та, од 2785 анкетни листови, проверени биле 126, а во 2015-та, иако имало повеќе анкетни листови, 4390, проверени биле само 43. Во делот на спречување на корупција во изборниот процес, комисијата најмногу работела во 2013-та, кога се одржале последните локални избори, а скромни биле проверките за време на парламентарните избори во 2008 година. Во овој период Државната комисија нема ниту еден извештај за надзор и контрола во изборниот процес и политичките партии. Податоците се скромни кога се следат и другите индикатори. Па така, од 2006 до 2015 комисијата повела 34 иницијативи за поведување на постапка за разрешување, од кои најголем дел се поврзани со ниска и средна корупција. Истовремено имало 102 иницијативи за кривично гонење, од кои повеќе од половина се за средна корупција. Само околу 2% се постапки кои се однесуваат на високата корупција. Една анализа, еден фактограф намерно ги спои воедно, бидејќи посочуваат на многу индикативни податоци. Господине Малиновски, се заедно говори дека всушност перцепцијата за нефункционалност на комисијата не е само перцепција. Апсолутно. Бројките, фактите тоа го потврдуваат. Тоа не е личен, субјективен став на нас што ја критикуваме работата. Оно што за јавноста е поспецифично, тоа се анкетните листови и сега тука имаме една ситуација во која што анкетните листови функционерите ги поднесуваат по доаѓањето на функцијата во меѓувреме ако има промени и на крајот. Меѓутоа на крајот кога завршува функцијата, анкетните листови исчезнуваат од интернет страницата на комисијата и практично тука се прекинува транспарентноста, бидејќи јавноста никогаш не може да провери дали одреден функционер го зголемил својот имот за време на функцијата. Марија, во вашето истражување велите дека особено во контролата на анкетните листови, односно постапувањето по анкетните листови, оценката е дека комисијата делумно постапува. Зошто? Кога станува збор за контрола на анкетните листови, комисија во 2011 или 10 година, ако не се лажам, има донесено критериуми за случаен избор на анкетните листови на функционери кои што ќе бидат избрани. И може да се види дека иако бројот на анкетните листови растел, бројот на достапни анкетни листови во базата на податоци, бројот на контроли кои што ги правила комисијата низ години опаѓал. Се извинувам што ќе ве прекинам. 2015, еве, тоа е и мандатот на господинот Антуровски, да ја оставиме 2011, бидејќи во тоа време е и друг состав, бидејќи веројатно ќе може и да одговори. Вкупен број на анкетни листови 4390, проверени анкетни листови 43. Што за вас како истражувачи говори таа бројка? Дека комисијата се е помал процент на оние анкетни листови кои што се проверуваат. Едноставно имаше, да го искористиме податокот од 2016 година, тогаш направиле 50 проверки на анкетни листови, меѓутоа ние не знаеме како
јавноста што се резултати од тие 50 проверки, колку од нив, да кажем, поминале проверка, за колку од нив е побарано постапување од Управата за јавни приходи и така натака. Тоа е за делумно постапување на комисијата во однос на анкетните листови. Имаме и податоци од октомври до декември, каде што ги проверивме сите оние одлуки кои што се објавени во службен весник за избрани именувани лица, па така во период октомври-декември 2016 година за 18% од лица не беа објавени анкетните листови и најмногу тие се на лицата кои што се избрани на функции во одборот за доделување на државна награда Гоце Делчев, Републичкиот совет за безбедност на саобраќај и патишта, членови на управни и надзорни одбори во јавни предпријатија. Имате и нов извештај за првиот квартал од годината, се подобруваат работите или се влошуваат? Се влошуваат? Се влошуваат, значи од 81 новоименовано избрано лице во овој период, повторно зборам, врз основа на податоците кои што се достапни само во службен весник, за 86% од лица анкетни листови не се достапни, со тоа што треба да се каже дека најголем број од овие лица се избрани на суди и породници во судовите. Се поставува прашање дали овие лица од незнаење не доставуваат анкетен лист, кој е должен да ги извести дека се имаат обрска да ги достават анкетните листови. И тука имавме еден интересен податок во прилогот, дека во случај кога не се постапува од страна на комисијата, се губат и многу пари кои што можат да се слеат во буџетот, а не е само до парите, туку пред се до она што е основната задача на комисијата, а тоа е превентивното делување. Што значи оваа бројка? 4390 поднесени, 43 проверени. Вака. Значи, проверени. Бројот на анкетни листови во базата не е поднесени во текот на една година, него вкупниот број на анкетни листови со кои располага базата. Тоа мора да се има предвид. Сите оние во тековната година што поднеле анкетни листови се внесени, и изјавите за интереси се проверуваат кај секого кога ги доставува. Што е со... Дозволете само. Значи, тие се проверуваат веднаш. Според критериумот што го спомна господја Марија Саздески, тој критериум е одбран за рандом испитување на оние кои претходно имаат доставено и во меѓувреме може би доставиле некаква измена на имотната состојба. Ве молам, многу е стручна терминологијата, многу и на легислативно ниво за публикава. Дали низ вашите раце, низ вашите служби поминуваат од прв до последен? Сите анкетни листови. Бидејќи од ова што го зборувате, во текот на годината што доаѓаат кај нас. Значи нешто сосема друго. Значи сите што доаѓаат кај нас кога се поднесуваат за избор, именување или за разрешување. Која е причината што анкетните листови ги снемува од интернет страницата по завршувањето на функциите, бидејќи во тој случај веќе немаме транспарентност. Имаме псевдо или квази транспарентност, односно никаква транспарентност. Се слагаме, значи тоа е прашање што веќе е апсолвирано. Како е апсолвирано, уште ги нема. Дозволете само да се доискажам. Господин Малиновски, мислам дека во тој период бил член на антикорупцијска комисија кога е направен софтверот и се уште функционираме со истиот софтвер од 2010. Не е проблемот само до софтверот. По пристап по закон за пристап на информации вие не ги давате. Не ги даваме, сме дале многу. Излезе вашиот претходник само за премиерот Груевски и рече еве го ова за веки веков, ами. Оставете го тоа што го кажал мојот претходник. Јас го кажувам ова и го тврдам. Дали доколку утре не било кој од вас побара по закон за пристап од информации имотни листови за сите поранешни членови на влада на кои што анкетни листови се извинува, на кои што им заврши мандатот при изборот на нова влада, вие ќе ги доставите. Значи доколку е тоа согласно законот
за слободен пристап на податоци, ние ги доставуваме. Не ви одговори. Имотните листови Значи, не се категоризирани како... Затоа ви кажам, согласно законот, се она што е во закон за слободен пристап на информација од јавен карактер, ние доставуваме. Ако нешто не е предвидено или не сме да се достави, тогаш ние не можеме да одиме спротивно на законот. За анкетните листови да ви кажам, она што спомнавте дека одреден број не биле поднесени анкетни листови до нас. Значи, за таа работа е воспоставен регистарот за избрани и именувани лица. Значи, за да ние имаме евиденција кој е све избран. Бидејќи во минатото немаше евиденција, посебно големите институции кои избираат и именуваат. Немаме многу време. Значи, само да ви нивното докажам истражување покажува дека регистарот не функционира во целост. Функционира, тотално функционира регистарот, затоа што институциите се должни до нас да ги достават податоците за избор и именување. Сите без исклучок што се доставени до нас се внесени. Во моментов има околу 3.500 лица кои се внесени во регистарот. Базата почна да функционира минатата година во јуни месец. Во јуни месец и базата се уште се пуни. Тоа значи дека не навремено се доставуваат. Марија, во овој контекст па Поповиќ, бидејќи времето ни е при крај. За проценки на бројки, нели колку можело да се врати во средства во буџетот, е токму кај регистар. Значи, постојат одредби со кои што се предвидени прекршочни постапки и против глоби против институција и против одговорни лица во институции кои што не ги доставуваат податоци неопходни за регистарот. До сега, според податоците со кои што ние располагаме, комисијата не покренала, да кажем, ниедна постапка со цел да го казни одговорно лице кое што не доставило податок. Значи, дефинитивно одговорноста останува на институциите кои што вршат избор и именувања. Меѓутоа, кој ќе врши притисок врз тие институции за да ги вршат своите обврски, се поставува прашање. Тоа е недоследност во законското решение. Значи, ние не можеме никого да примораме до нас да ги достави податоците. Во законот стои дека се должни, ама немаме механизам да ги натераме. Поповиќ. Еден од проблемите да секогаш е таа база на анкетни листови. Еден од главните проблеми нејаснотија на која што јас ја имаме, зошто се тргаат старите функционери и уште повеќе не можеме да проидеме покрај фактот дека на новинарите им беше негирано правото да го видат имотниот лист на поранешниот премиер, имотниот лист што го доставува по завршување на функцијата. Таа беше тоа всушност спомене најдобро го отсликува духот во кој што ДКСК работеше, во кој што крие, а ние после случајно барајќи по интернет дознаваме дека нормално го немаме пристап до завршниот имотен лист на поранешниот премиер Груевски. Меѓутоа имаме информација дека од некоја архивирана снимка од анкетниот лист од интернет, помеѓу 2 години има разлика од 100.000 евра. Да, бидејќи имотниот лист беше покажан, но не беше даден на увид. Не зборувам за тоа. Зборувам за додека е на функција. Две архивирани снимки, една 2014, друга 2015, разлика од 100.000 евра. При тоа, значи зборуваме за премиер. Не зборуваме дека за премиер треба да биде применето случаен избор, кој анкетен лист ќе се проверува. На премиер во анкетен лист му стои не дал податок од каде му е изворот на имотот. И тоа имате листа за Груевски и за многу други видни членови на поранешната власт, нема податок за изворот на средствата. И сега прашањето е дали ДКСК покренува постапка заедно со УЈП да се утврди изворот на средства. Значи зборуваме за прво криење на извор на имот и за зголемување на имот, кој што не можете вие да си го објасните, затоа што во имотниот лист не постои удел во фирми, значи собствеништво во фирми, за да тоа се некои екстра приходи,
туку имате само плата. И одеднашка рипа имотот на поранешниот премиер за 100.000 евра. И сега ДКСК направило нешто во врска со тоа. Зборуваме за high profile, значи од висок профил луѓе кои што треба посебно да се следат од ДКСК, ако ДКСК има намера да се справи со својата надлежност, тоа е борба против корупција. Одма да ви одговорам во она што кажувате зашто се системот кога бил составуван во 2007 година, зашто ги трга од базата за да може да се гледат. Значи, во законот пишува анкетните листови на сите избрани и именувани лица. Штом поднесете анкетен лист за престанок и вие имате решение дека сте разрешен од функцијата, вие веќе не сте избрано именувано лице. Во тој контекст многу рестриктивно толкување јас не сум го да биде тргнат можеби од веб страната, но не да биде таен, да не биде на пристап, да биде да се спречи пристапот на јавноста. Збориме сега за веб страната. Смислата на како би се проверило страната. А во тој дел, значи ние веќе имаме изготвено ново софтверско решение, каде што сите податоци ќе остануваат, но пред се во оној дел преска што го спомнав дека мора да се донесат законските измени за да може да ги имплементираме и тоа да останува и во колкав период ќе остануваат видливи тие податоци. Тие препораки веќе сме ги примиле, сме ги апсолвирале, сме ги решиле. Очекуваме, значи собранието врз основа на она што ќе го доставиме ние како предлог за измени на законот да се прифатат и да може ова прашање да го тргнеме од дневен ред. Одиме со уште една пауза за реклами и со завршните од пораки на моите гости. Влегуваме во завршница на вечерашнава емисија. Остануваат само 2 минути, значи сосема телеграфски препораки, саздевски, многу истражувања, многу анализи и постојано се вртиме околу истите констатации дека проблеми има. Не е секогаш само законската рамка проблемот, туку и веројатно човечкиот потенцијал, желбата, волјата за спроведување. Кои се накратко вашите препораки? Ние како организација ќе побараме воспоставување на работно тело кое што ќе разгледа кои се потребите од измени како на моделот на функционирање на Државната комисија за спречување на корупција, така и за сите други неопходни законски измени за кои што зборевме, нели, за недоследности, нејасноти, можноста за различно толкување на истите одредби. И еве, ние слушнавме дека има предлог измени за законот за спречување на корупција. Нели би ја повикале комисија да не вклучи, нели, граѓански организации во да ги даде на увид на јавност. Така, да и ние ги дадеме своји коментари. Па, борбата против корупција почнува од личноста, почнува од интегритетот на институциите. Институции кои што луѓе во институции кои што покажале дека немаат интегритет, едноставно немаат капацитет да го прават. Ја мислам дека треба да се почне од колективна оставка на комесарите на ДКСК. Господин Малиновски. Од прилика на таа линија ќе биде и мојот коментар. Дефинитивно многу ќе погрешиме ако мислиме дека проблемот е во регулативата. Не. Проблемот почнува и завршува со дали имаме политичка волја да се справуваме со корупцијата, дали луѓето кои работат во антикорупцијска имаат интегритет, дали се отпорни на влијанија и дали сакаат едноставно да ги склонат свој. Дали се отпорни на влијанија? Апсолутно не. Мислам дека покажа со изминативе години една сервилност кон власта и се инструментализира во политиките на актуелната власт. Доволно е само да погледнеме. Имаме проблем со транспарентноста. Транспарентноста е основен принцип за антикорупцијска борба. Ако сакаме да спречиме корупција, треба процесот носење одлуки и така да го отвориме, да го правиме транспарентен. Антикорупцијска комисија за една година, според извештајот, има една пресконференција, има
3 интервјуа на председателот на комисијата и 3 изјави на портпаровот. Сметаме дека тоа доволно за една година за едно тело кое треба да биде двигател на антикорупцијски политики. Господин Тантуровски, не една, не две оставки, туку моите гости, останатите соговорници велат колективна оставка на цел состав. Тоа е нивно субјективно мислење. И аргументите што ги изнесуваат, мислам дека се апсолутно неаргументирани, мислам. Што се однесува до нас. Јас тврдам дека се што било во наша моќ е завршено според сите норми и закони. Дали сите партии ви ги доставија изборните извештаи? Да. Последната информација што ја финансиски? имам. Финансиските извештаи. Ги прегледавте? Прегледани се. И од она што утврдивме, за една партија има отворено предмет за незаконско финансирање. која? Не можам да ви кажам. Може да ги видите извештаите на нашата веб страна. Во најскоро време, кога ќе почне да се работи на тоа, може би ќе ознаеме. Дали фактот што дел од партиите ги мешаат донаторската сметка и парите што ги чекаат од државата за учеството на изборите не е мешање на двата системи и со самото тоа прекршување на закон? Значи, од она што јас го имам како информација, од она што беше доставено до нас, во рокот во кој што требаше да се достават конечните финансиски извештаи, од повеќе политички партии добивме известување дека не може да ги затворат сметките кои ги имаат отворено за изборната кампања, од причина што не може да ги добијат средствата кои им следуваат Тие одат според на изборите. посебна сметка, а не на изборната. Значи, јас ви веќе имаме прекршување на закон, вие не сте го констатирале? од она што го добивме ние како информација. Сега во моментов сите, освен една, значи една достави во законскиот рок комплетен финансиски извештај, сега ги имаат доставено сите, веројатно затоа што се ослободи системот на плаќање после тоа. Како да веруваме дека донаторот на една партија ќе биде неутрален во оценката на финансиски извештај на партијата за која што донира? Комплетно може да бидете сигурни дека не ќе биде, него дека е веќе разгледана, бидејќи јас и по струка работам финансии и многу добро ги разбирам тие работи. Прашањето беше како може да веруваме дека ќе бидете неутрален? Зашто мислите дека нема да бидам неутрален? Затоа што сте донатор и симпатизер на таа партија. Тоа симпатизер, вие што го кажувате, ваше лично мислење. Веројатно не би донирали на партија со која немате никакви идеолошки близкост. А дали вие гласате на избори? Гласањето е едно, донациите се друго. Значи и вие сте симпатизер на некоја партија? Апсолутно. Значи, на исто доаѓаме. Вие сте јавен функционер, предложен и именуван од таа партија. Дали сте вие пристрасни од оваа позиција кај што седите сега за некоја партија? Прво, овде јас поставувам прашање, не е обичаено мене да ми поставуваат прашање, а моето прашање е сосема логично и легитимно. Вие донирате на партија која ве именува на функција од која треба да ја контролирате. Како да веруваме дека ќе бидете професионален и објективен? Ако имате некакви индиции дека јас не сум професионален, не сум ја завршил работата, значи слободно за мене може да покренете постапка пред јавното обвинителство, пред управата за јавни приходи, да се провери мојот интегритет, како сум работел, дали сум работел добро и дали сум ја застапувал институцијата онака како што е по закон. Ви благодарам на сите што вечерва бевте мои гости. Почитувани, тоа беше се во вечерашната топ тема на ваша страна. Во понеделник со вас е Снежана Лупевска-Сосин.